Здраво, драги пријатели, добре дојдовте во уште еден лайв. Денес имаме еден посебен гостин, кој што гледате сум ја многу возбуден и се радувам на разговорот што го имаме. На гости го имаме денеска господинот Апасиев. Другарот Апасиев, професорот Апасиев. Јас ќе ја викам господинот Апасиев така од должна почит. Господин Апасиев, прво да ви се заблагодарам што прифативте поканата. Задоволство ми е и чест ми е да разговарам со вас. Благодарам и вас на поканата. Вага. Господин Апасиев, пред да почне емисијата се договоривме од прилика ќе го држиме разговорот околу 1 час. Од тој час сакам да добием од вас што е можно повеќе информации од аспект на љубопитен човек, што моментално се интересира за Македонија, еве да го наречеме тоа, не знам дали го наречеме патриотизам или љубов кон татковината од која што доаѓа. И од тој аспект ќе го водам овој разговор. Пред се би сакал накратко да ве запознаеме. Јас во најавата направив мала грешка. Вие сте завршиле на факултетот Јустинијан I, таму сте биле демонстратор и потоа сте професор во Штип на Универзитетот Гоце Делчев. Так. Професоре, каде во тој период се одлучивте да тргнете во политиката или што беше импулсот што ве натера да одите токму во левицата? Дали силно го осетивте тоа тие слоеви, односно да ги наречеме буржуазија и пролетаријат? Што ве натера да се уклучите во политиката? И ако може да ни кажете збор-два како беше вашето искуство на студиите, па после ќе направиме споредба како е денес. Па добро, да. Јас почнав на Јустинијан I, таму сите степени на образование ги завршив. И таму ги видов практично династискиот систем кој СДС го имаше воспоставено и тогаш го има и сега. И веројатно поривот кон социјална правда ме носеше цело време низ текот на студиите, бидејќи бев велешанец, па патував за време на студиите, бидејќи во лош временски период беше тоа кога фатија транзициите. Моите беа обични работници, останаа без работа, двајца студенти и таа социјална неправда веројатно го роди поривот за правда, за социјална правда. И така кога дојдов на студии, веќе кога станав демонстратор, почнав редовно да живеам во Скопје како кираџија. И тогаш почнав да се движам низ тие левичарски кругови. Првично беше движењето за социјална правда Ленка, крстено по познатата песна на мојот сограѓанин Рацин. И таму заедно со многу активисти, други од кои што подоцна ни се разидоа патиштата, но се уште остана Реџеп Исмаилов, што ми е сега во левица. И со него заедно практично ги правевме првите срамежливи чекори на автентично левичарско политичко движење во главниот град, како тогашни студенти, и потоа веројатно тој порив за правда и ме донесе до тоа да имам турбулентна како и професионална, така и политичка кариера, бидејќи јавното експонирање си носи своја цена. Јас бев првенец на многу генерации, бидејќи бев студент со 10 просек, без ниту еден преполаган испит, меѓутоа немаше место за мене ќе бев вечити демонстратор. Тоа боли многу. Па неправда, да, веро. И потоа продолжив на магистарски студии таму, кога видов дека нема иднина како академска кариера, почнав да се прешалтувам кон адвокатура, меѓутоа не ме влече адвокатурата, ми е многу кавгаџиска за мене. И политиката дојде природно некако. Јас не сум мислел дека ќе се занимавам со политика. Дури мојата магистратура и докторат се во домен кој не е толку правнички, повеќе историско-филозофски. Значи, јас се бавам со историја на право, римско право ми е специјалност, филозофија на право, значи по теориски и историски дисциплини, бидејќи позитивното право ми е заморно и папагалско, искрено. Потоа следеше докторатот. Докторатот ми е на тема римско кривично право.
и потоа се отвори шанса, веќе тогаш се отвори универзитетот во Штип, да аплицирам како помлад асистент и јас ги имам поминато сите овие сите низ решето, од демонстратор, па помлад асистент, па асистент докторант, па доцент, па сега сум вореден професор. Веќе имаме нели кај овие што ги фаќаат за уши и директно професори ги ставаат, имаме такви примери од познати наши министри биле такви, директно доцент, директно. Јас сум почнал од студент. Значи, вие професоре сте еден од тие ретките што ги има кај секој од нашите колеги на факултет. Ја на медицина студирав, имаше од тие ретките што викате вие, што не се дел од таа династија, што ги наследува работните места, но сепак се одлични во студиите, интелигентни, се интересираат за предметот и сепак некако успеваат да се протнат низ сите тие. Па види, тоа е стигна до некоја професорска позиција. Тоа е космичка правда. Ако тоа не постои, ние одиме, сиромашните студенти одат по козји патчиња, овие богати одат по автопати. Сега и на тие козји патчиња ти ставаат спрепки и тоа е револтот што се прави. Чим си одел еднаш по тие козји патчиња, тогаш многу лесно можеш да одиш на автопат. А тој што оди цело време на автопат, не може да го направи. Така тука е таа компаративна предност која ја имаме ние. И овој претежно и децата од провинција се поснаодливи и поиздржливи во животот, бидејќи тие се од мали фрлени во суровиот свет и ако те бива ќе опстоиш, животот е борба. Јас никогаш не сум го патетизирал тоа. Меѓутоа, тоа социјалната неправда ми е клучна за мојот политички активизам и до ден денес ме држи тој револт. Значи, тоа е чувството, тој гнев за социјалната неправда и исто гневот кон династијата што владее на местото каде што работите, е тоа што ве насочи, сакале или некеле, кон политиката, бидејќи политика е единствениот начин на кој што би можело нешто да се промени, вистински гледано. Све друго да, реално е така, да. Ние поминавме низ разни фази на нашето политичко зрење, од анархизам до... Меѓутоа, сваќаш дека се друго е ескапизам. Значи, имам јас различни карактери на пријатели, во смисло има луѓе кои не се замарам со политика. Вика, ти не се замараш, ама политиката се замара. Тогаш дозволуваш глупите да те владеат, знаеш. Така што тоа е реалниот пат и тука настанува идеолошки судири помеѓу нашите политички некогашни соборци. Значи, дали ќе одиме кон ескапизам и секташење и ќе бидеме 10 души 10 години, или мојата визија беше да одиме кон меинстримизација на каузата. Значи, доста е ние ќе бидеме левичари и малтене политичка секта, ние треба да направиме инпут, да направиме промена општествена, а тоа го можеш само преку политичка партија. Само партија може да запре партија. Се друго е независни политички движења сум минал низ такви фази и тоа ми е повеќе дримерски, затоа што тие погонското гориво им е ентузијазмот на еден двајца. Кога тие ќе прегорат, веќе нема приказна и нема флуид. Така замираат многу политички движења, додека партијата си гради систем и само партија може да запре партија и ние тоа го покажавме на дел. Значи, левите како најбрзо растечка партија веќе го надмина единствена после долги години, која го надмина плафонот на мала партија и веќе ние не се третираме како мала партија, не се перцепираме како такви. Ќе ве прашам и за тоа ме интересира конкретно. Сега што би сакал, мислам јас го приметив ова што го зборите, дека јас на Инстаграм пробувам да сум активен на одредени теми, ама тоа е све некој муавет во етерот, кој што не стига до нигде посебно. И е на некој начин, не сакам да речам, на некој начин е залудно потрошено време. Не сакам да го речам тоа. Би сакал да ја прашам нешто друго. Бидејќи ја зборите левицата, вие сте врвот на левицата. Јас и голем дел од мојата публика се политички аматери. Дали може да го дефинирате поимот левица, зашто стои таа левица, зашто се бори таа левица и што во Македонија, што во светот, за да разбереме, за да можеме да разбереме вашата визија понатаму на работа. Добро, да. Јас не сум политолог за теоретски да расклапувам, меѓутоа сум познат по тоа што ја вулгаризирам смислата, па ќе се обидам просто да објаснам што е разлика помеѓу левица и десница.
во суштина е борба помеѓу богати и сиромашни. Оние кои бараат прогрес општествен, односно пролетаријатот, историски гледано, оние кои немаат ништо, и оние кои имаат се и кои бараат да се задржи статус квото. Значи, од секогаш, бидејќи во општествените науки, во општеството, има една позната библиска аксиома nihil sub sole novum, нема ништо ново под сонцето, ние само се вообразуваме дека нешто ново се случува. Значи, од секогаш, од антика преку среден век до нов век до совремие, борбата е помеѓу богатите и сиромашните, или да вулгаризираме, како што беше Окупај Wall Street, помеѓу 99% и тие 1% кои имаат се. Сега, називот етимолошки левица и десница потекнува, ако не се лажам, од време на Француска револуција, кога лево од председателот седеле припадниците на третиот сталеж, така го викале тогаш, или пролетерите, оние кои немале ништо. Инаку интересен на етимологијата на зборот пролетер доаѓа од латинското проле, што значи чедо или челат. Зошто? Затоа што тие луѓе, тие пролетери, тие работници немале никакво богатство освен челатта, односно освен децата нивни, ме разбирате, немале. Да, и од тука е називот пролетер. Доека од друга страна ги имате нобилите, благородниците, аристократијата или подосна буржуазијата. Сега интересно е историски, ако гледаме, некогаш и либералите, кои се денес наши класни непријатели, ние ги окарактеризираме како буржуазија, некогаш биле дел од таа левица пред да дојде капитализмот, значи зборуваме во среден век, во феудализмот, бидејќи биле прогресивни за своето време. Но како доаѓа капитализмот, либерализмот станува центар и имате десница, тоа е национализам, конзервативизам, фашизам, нацизам и слични радикални идеологии, и имате левица. Левиот спектар исто така е разнолик. Например, радикална левица се смета анархизмот, комунизмот и демократски или социализам, додека умерена левица се смета социјалдемократијата и зелените, овие зелени движења. Сега нас како левица, како партија зборувам левица, бидејќи не го одбравме генеричкиот назив левица, не карактеризираат како малку порадикална левица од социјалдемократите, што и во суштина сме. Така што тоа е некоја си разлика помеѓу. Сега, ако гледаме зашто таа се залага, ако гледаме, најчесто се вредностите, оние кои што ги разликуваат левичарите од десничарите и дел од економската програма. Значи, вредностите како, не знам, еднаквост, социјална правда, братство, прогрес, сето солидарност, сето тоа се левичарски вредности, за разлика од десничарските кои што се повеќе удрени на класни разлики, не знам, авторитет, компетитивност наместо солидарност, егоизам наместо. Значи, сите тие вредности се, едните се левичарски, другите десничарски, и има сега и напредни теории кои велат дека дури и психолошки се одредувате како сте, меѓутоа јас не сум поклоник на тие постмодернистички теории кои велат дека нема веќе идеологија, како да не, и како има. Значи, има идеологија и ние сме лева идеологија. Сега кај нас е кваката што нас ни префрлаат дека сме наводно десница, бидејќи се бавиме со националното прашање. И да, ние стоиме на црсти национални позиции, патриотски позиции, и тоа го сублимиравме во нашиот статут како лев патриотизам, да. Добро. Значи, вие се залагате во ова капиталистичко општество, нели? За левичарските, не знам, принципи во капиталистичкото општество, така? Не се залагате за социјализам или за комунизам? До некаде ние се залагаме и за отаде капитализам, значи видите, историски ако гледате, немате вие резки граници, нели ние не учеа како тоа типолошки периодизации на историја, и сега имате вие стар век кој соодветствува на робовладетелство, така? Па имате среден век кој соодветствува на феудализам, па после Француска револуција имате нов век кој соодветствува на капитализам.
И сега ако јас ве прашам или вие мене ме прашате, ај кажи ми до кој ден бил робовладетелство, а од кој ден почнува феудализам или обратно, до кој ден бил феудализам, а од кој ден капитализам, нема такви резки историски граници. Еве, за пример, феудализмот пропаѓал 400 години. Тоа е процес на пропаѓање и еволуција на општеството. Ме сваќате? Така што природниот процес на надминување на капитализмот, следната фаза е социјализам. Сега не можете да ми речете вие утре ли ќе дојде социјализмот, бидејќи тој доаѓа, се еволуира и ќе продолжи да еволуира. Може би ние ќе умреме, па нашите поколенија и други ќе, ме сваќате. Имало обиди, нели, да се направи социјализмот. Што е со досегашните социјалистички општества што постоеле, што крахирале, или комунистички, нели, идеалот на левицата? Нели сме имале комунизам во Кина, Мао, не знам кој Сталин дали беше исто така. Сите пропаднале бидејќи, само да го кажам, ова е важно. Сите тие општества пропаднале бидејќи токму таа левица, тој пролетаријат, кога ќе дојде на власт, и тие стануваат баш такви како што биле капиталистите, ја злоупотребуваат моќта што ја добиле наеднаш. Добро, власта сама по себе те прави, апсолутната власт апсолутно растипува. Меѓутоа не се согласувам дека пропаднале. Дали расипа вас, професоре? Дали нешто ве расипа? Дали вашава власт ја добивте ве промени као човек? Дали нешто ве расипа вас? Не, ние сме опозиција. Ќе видиме кога ќе дојдеме на власт дали ќе се расипа. Ние сме опозиција уште. Добро. Да, ние сме баш левите, седиме лево од Џафери ние. Со Борис, така, таман сме ние. Само да докажам во поглед на економските политики. Значи, економските политики на левичарите се, например, прогресивна даночна реформа, наспроти десничарските рамни даноци. Или, например, воведување данок на луксус или данок на наследство, бидејќи богатството претежно се наследува, ме разбирате. Или, например, имаме ние предвидено забрана на приватизација, бидејќи вие имате поединци кои што се помоќни од цел континент. Земете ги мултимилиардери кои што имаат пари повеќе од сите држави во Африка, например. И сега сето тоа има механизми како би можело да се регулира, бидејќи уште од антиката е познат тој остракизам. Обштествата и тие политички мудреци забележале дека еден човек не смее да биде помоќен од државата и затоа тие ги протерувале во екзил. Не можете вие да имате пари да купите пола држава и вашите структури да бидат помоќни од државните структури кои што држава по дефиниција има монопол на принуда. Сега тука исто така е разликата или она што често го прават овие неолибералите, слободата, слободниот пазар и слично, се е тоа приказни за мали деца, бидејќи помеѓу силниот и слабиот, слободата, парадоксално, меѓутоа слободата е таа која што угнетува, а законот е тој кој ослободува. И земете го, еве ќе земеме пример со трудовото право. Трудовото право во почетокот било дел од облигационото право и важела доктрината на немешање на државата. Не смееме да се мешаме, оставете го работникот сам да се договори со работодавачот. И секогаш работникот е тој кој е експлоатиран. Се додека не се умешала државата и не вовела минимална плата, не вовела 8-часовно работно време. Не сваќате, бидејќи едниот е силен, другиот е слаб. Како можат тие да бидат еднакви? Така што тоа е мит кој што ни се продава дека има слободен пазар, невидливата рака на пазарот, како да не. Да, се согласувам со тоа, но капитализмов кој што сега го живееме, мора да признаеме дека не донел досега на ниво на најголема удобност како цивилизација. И тоа што меѓутоа ќе не донесе и до колапс истиот тој капитализам. И не заборавајте, има теоретичари, особено од германска школа, кои што му забележуваат, иако се левичари, му признаваат на капитализмот моќта да се прилагоди и сите кризи да ги надминува, бидејќи видете социјалдемократијата како левичарска пропадна токму во моментот на така наречениот трет пат на Ентони Гиденс и во време на Блер, кога го прифати капитализмот како догма. Видете и Кина се отвори кон капитализмот, меѓутоа не го прифати, таа во уставот има социјалистичка пазарна економија, па видете Кина не може да ја забрати развој.
Кина цвета моментално, да. Значи, професоре, ќе се вратиме да. на темава кога ќе збориме за криптовалути на крај кога ќе ве прашам. Немо, ја не знам за криптовалути, ќе ти пратам друг од Левица. Не, само аматерско кратко прашање ќе биде тоа. Ќе оставиме за после. Сакам, важно ми е да го насочам разговоров каде што сакав. Сакам да представам пак Македонија на кратко, како вчера што се обидов на Инстаграм како брод кој што плови на некое си море, немирно море. Немаме дестинација сега, за сега не знаеме каде пловиме. Патниците на бродот сме ние населението, екипажот и капитенот е нели премиерот на влада. За да знаеме кај се наоѓаме сега. Имаме два премиера, тоа е нашиот парадокс. Добро, имаме два капетани на бродот имаме ние. За да знаеме кај се наоѓаме сега, јас сакав од вас да слушнам краток коментар. Каде мислите дека го донесува овој брод предходните два капетана? И тоа, збориме капетанот на ВМРО Никола Груевски во неговиот период и капетанот на СДСМ Заев во неговиот период. Накратко, едно нешто што мислите дека е добро што го направиле за државата и една критика што имате што е најлоша за првиот ВМРО и Никола Груевски, па потоа за СДСМ и Зоран Заев. Па види, мене не ми се драги ни едниот ни другиот. Јас сум бил и против едниот и против другиот. И најчесто кога бевме у шарена револуција против Груевски, викавме кој да дојде не може да биде полош од Груевски. Видовме дека дојде Заев и можело да биде полош. Така сум сега многу предпазлив пред да дадам коментар дали може полошо, секогаш може полошо. Груевски го направи, имаше еден технократски момент на владење. Мислам дека првите години, и тогаш бевме и многу помлади, веќе ми е избледено сеќавањето. Значи он дојде, ако не се лажам, 2006, првите 2-3 години мислам дека тој шибаше некоја десничарска, значи и за разлика имаше некој технократски момент и некој момент на абсорбирање на паметни луѓе околу себе, што Заев го немаше, например. Кај Заев све се дудуци околу него. Додека заевизмот па се покажа како надградба на груевизмот и клептомански. Мислам дека Заев е многу покорумпиран од Груевски, од моја перцепција. Причината зашто ние влеговме во шарена револуција беше токму корупцијата. Од тие бомби кои слушнавме беше корупцијата. Меѓутоа, ова друго кој што па подоцна го воведе Заев како северџанство, вазалство, невидено. Значи, тргнавме на пат да станеме курди на Балканот, да станеме разградување комплетно по сите шевови на државата. И мислам дека куртул имало што се куртуливме. Сега ќе видиме овој Таче каков ќе биде. Јас не полагам многу надежи. Имав еден говор сега во собрание, бидејќи доаѓа од таа црвена буржуазија, како омразена. Сега концептов што го создадува овие двајца е концепт на заробена држава, значи или хибриден режим. Значи има политолошки дефиниции. И сега да не збориме на памет, прво што ќе дојде на хибриден режим вие доминација на бизнис интереси. Доминација на приватен интерес наместо на јавен. Гледајте ги сите овие хидроцентрали, погледате и банкарскиот сектор, баш денес имав консултации со едни оштетени штедачи. Ние сме апсолутно фаворизација на олигарси и тајкуни кои позадински ги финансираат и двете партии. Јас пред да влезам во собрание мислев дека ДПМН и СДС се различни партии. Вака кога ќе видиш, тоа се иста матрица, само една банда имаат едниве, друга банда другиве, а у суштина олигарсите стојат позади двајцата. И затоа се тие многу уплашени од левица, бидејќи никој не стои позади левица таков и не можат да не контролираат. Не сме на тастер, не сме на дугме. Од друга страна имаме многу некадарна администрација како држава. Дури овие комунистички земји што ги споменавте, мислам дека имаат поспособна администрација од нашата. И во време на Југославија сме имале многу поспособна администрација. Сега е ова неспособна администрација тотално. Па ова со Рамковен уште толку ја направи неспособна, така што ситуацијава е трагикомична. Меѓутоа, патетичноста од друга страна е контрареволуционерна. Ни останува или да сме патетични, или да влеземе во рингот и да се бориме. Ние го одбравме второго и ќе видиме до кај ќе стигнеме. Значи, негативното, професоре, е тоа што они ја земаат државата, да речеме, тие неколку луѓе што стојат во позадината, што ги држат сите пари и ги држат сите политички партии и тие ја водат државата како што сакаат.
тоа политичко уредување, како би го нарекле? Дали е тоа анархија или како го нарековте вие? Па олигархија е во принцип. Олигархија со клептократија, бидејќи многу корупција имаме. Во суштина мислам дека еве и ти си иселен во диаспора, мислам дека еве јас кој познавам луѓе, претежно од средна класа луѓе, не да речеш многу сиромашни па си одат, туку луѓе кои се добро ситуирани за барем и за наши услови, тие си одат. Тоа значи дека веројатно и јас бидејќи работам со студенти, гледам дека најмногу си одат кога па тоа сум го осетил лично, кога овие наместени конкурси. Јас до ден денес сега ќе кажам пример, јас кога останав без работа, пратив 70 CV-а. До ден денес го памтам бројот. 70 CV-а, од кои што само едно ме викнаа на интервју, тоа беше од тогашниот управен суд и бев најдобар од сите. И до ден денес кога ќе ме види таа што е во комисијата, што беше, го трга погледот и е незгодно, бидејќи требало да ме одберат, ама и сега, значи таквите наместени конкурси ги бркаат младите надвор. Бидејќи знаат дека Истото ми се случи мене за брза помош и тоа беше еден гнев што се разви во мене, баш токму таков гнев на неправда, да некој мојата позиција што треба да ми ја гарантира државата, ја зима на база на тоа што имал некоја книшка и искочил еднаш на митинг, а не на база на тоа што јас знам повеќе од него и треба да бидам. Или непотизам, не е само секогаш партија, у позадина стои непотизам. Гледате го укиме династиски систем, таму професорите се исти презимиња. Лекарите затоа не успевате да влезете на адвокати, судии исто видите, адвокат, жената обвинител, мажот судија, ќерката адвокат, значи кај го има тоа, бе, дечки, полека малце, значи. Професоре, дали мислите дека би можеле да влезете сепак на УКИМ некош? Дали ви е тоа желба и мотивација? Па порано ми беше, сега како од минат годините го гледам као змијарник правен факултет, дури непријатно чувство ми е кога одам. Имам се уште колеги, меѓутоа не го гледам како предизвик нешто. Бидејќи видите, имало мислам дека Доротеј се викал во римско право, имало еден многу паметен, во Александрија бил. И го викнале во Цариград и му рекле, дојди бе ваму, многу си паметен ти за во провинција. И вој направил школа, најпозната до ден денеска во Византија, Александриската правна школа е една од најпознатите. Значи не е битно е да ги имаш условите за работа, а кај ќе бидеш, како ќе, тоа зависи од тебе, каков оган носиш во себе. Така што јас не им се давам на овие од Јустинијан, мислам дека. Апсолутно, мислам дека го заслужувате тоа. Ќе морам да ве прекинувам од време на време зашто имам многу прашања, ама сакам дел од работите да ги одговориме. Сега кажавме еве негативното. Мора да издвоите и по едно нешто позитивно морало да има, за да бидеме коректни спрема двете партии. ВМРО, дали беа тоа дали беа оние странските инвестиции, пример СДСМ, не знам, отварање кон соседите, нешто што според вас е позитивно. Не знам, еве позитивно за Груевски дека не го смени името. За мене, на пример, Патриот, тоа ми е најпозитивното. Добро. А за СДС, најпозитивната реформа која СДС имаат направено у 30 години е што не натераа да возиме со вклучени светла ден. Тоа е најпозитивно. Друго ништо не е. Ова малку иронично ми звучи, ама ајде, добро. Ќе го прифатиме како добар коментар, како позитивен коментар. Професоре, бродот го возеа тие две партии последниве колку години таму беа. Сега сме негдека сме со бродот Македонија. Не, сега само да допрецизираме за да бидеме коректни. Они го возеа, ама нив ги вози еден кој се вика Дуј. И го забораваме, а тој е најмал заеднички содржател на сите овие. Да. Сега ние не треба да бидеме толку попустливи кон Дуи, само за тоа што биле од друга етничка заедница. Заболеме од која етничка заедница сте, која сте арами, ме сваѓате? Ова професоре не го имав сватено, ја мислев дека главните играчи се ВМРО СДСМ, но всушност Дуи е... Не, главниот играч е еден е главниот играч кој искина до сега 9 премиери, 8 премиери, таче ќе биде 9-тиот. Значи тој е главниот играч, не го заборавајте. Кој тој е главен играч? Не, мислите Дуи, партијата? Апсолутно. Али Ахмети, не Дуи. Дуи како партија. После Али Ахмети ќе се распадне. Значи они се всушност најуспешната партија временски гледано во Македонија. Они се друже политичка академија. Можеме на влезен колоквиум кај нив доди. Значи они всушност све што ќе си зацртаат најголем дел остваруваат.
феноменологија сама по себе. Значи они имаат нешто Не што го кажувам во што може сарказам, да... ова го кажувам оригинално. Не, верувам. Значи они имаат нешто, некое средство со кое што може да... Они имаат 100.000 гласа фиксни, 10 пратеници и ја држат 2/3 од државата. Ето тоа го имаат. Професоре, колку пратеници би ви требале вас за да можете да го имате ефектот што го има Дуи? Колку Дуи? 10 ни треба. 10? Да. А сега имате 2, нели? Имаме 2 според ваков модел, каков што е направен фаворизирачки за големите, бидејќи 4 големи си го направија модел. Ако беше една изборна единица со истиот број гласови, ние ќе имавме 5. Добро. Сега ние потикаме да има една изборна единица, меѓутоа овие се фемкаат, не сакаат, иако не губат многу. Например, големиве партии, и сега и тоа е парадоксално, кога ќе кажеме големи партии, ние мислиме СДС, например, освоила 40 и нешто пратеника, 44, ако ќе видите СДС е плюс 25 партии, значи они се 26 партии, ме разбира, као да е левица, и се 25 партии да имаме, а левица само освоила 2, ме разбирате? Сега, ние сме за против овакво предизборно коалицирање, ние сме да се забрани тоа, да видиме кој колку тежи и после тоа, постизборно да правиме коалиции за влада. Па не е лошо тој предлог, мада. Ние се надеваме, според овој тренд кој го имаме и според локалните, се надеваме на двоцифрен број на следни избори, без оглед каков ќе биде модел. На двоцифрен број пратеници? Да. Океј, колку гласови имате сега за овие 2, а колку треба да имате за да имате 10 пратеници? Па за овие 2 мислам дека околу 40.000. Добро. 30 и нешто. Сега на локалните имавме над 50, со тоа што не учествувавме во пола од општините, затоа што сме се уште партија во развој, немаме ограници ни за 80 општини, туку имаме во 40 и таму учествувавме. Додека на следните парламентарни, кои јас мислам дека нема да одат до крај овие, немаат капацитет, можеме да стигнеме до над 80, според мене, над 80, па можеби и на 100, така да... 100.000 гласачи би било цел, например, за овие избори. Па целиме кон тоа, да. Ние сме најбрзо растечка партија во Европа. После Дуи. После кој? После Дуи. После Дуи, не, Дуи се константа, ни растат, ни се намалуваат. Значи, вие сега имате, да речеме, 40-50, очекувате уште дупло то... рачунајте, 50.000 имаме во 40 општини. Ако додадеш уште 40 општини, значи над 80-90.000 во тој момент. А со добра работа, еве ние секои 2 недели отвараме нов локален огранок. Сега следуваат, работиме на нови, околу 10 ќе стартуваат до пролет, така што ние константно, еве ако јас сум прв пат на телевизија, тоест вака во емисија од локалните избори. Тоа не значи дека јас не работев позадински на партиски активности, ме разбирате. Тоа е еден организам кој се покрива и кој расте и кој си бара работа позадинска која не се гледа на телевизија. Професоре, сега тие 50.000 плюс што сакате да ги добиете, од каде највише ги очекувате? Дали од разочарани ВМРО-вци, дали од разочарани СДСМ-овци или од неопределените што беа досега, а сега сваќаат веќе дека мора да се активираш во политика? Од каде доаѓаат највише луѓе? Па реално од сите, не знам сега од каде, стрикно, меѓутоа од сите. Младите, првенствено, феноменот на левица е тоа што ги извадивме младите на гласање, што досега беа запоставени како момент. Па не знам, веројатно и разочарани и од едните и од другите, и неопределени, и луѓе најчесто се, барем ние таков ние имаме, да најчесто луѓе кои немале допирна точка со партии и со политики, бидејќи овие други се префригани, ние имаме такви непристојни понуди, да ви дојдеме цел огранок од оваа партија, ајде да не именувам се. Тремни сте, ме викам, цел огранок. Ме сваѓате. Значи тие ќе дојдат за некои привилегии. Доека идењето во левица автентично е за баш од политички идеал. Никој не очекува да го вработиме, никој не очекува
не знам, уместиме тендери, туку доаѓа од порив, едноставно порив или од до тука пукнат филм, вика, уште вие сте последна шанса и си одам. Има многу такви луѓе. И претежно Значи, паметни луѓе. Значи, Левица успеа да собере паметни дечки кои што не се дава, се носат со големите партии. Професоре, значи вие моментално имате, уште еднаш само повторам, 40 до 50 илјади луѓе ги добивате од сите, очекувате од сите делови да додат новите гласачи. Што ме интересира мене, дали сега одите или се залагате за предвремени избори, кој што се залага за тоа и опозицијата, и дали сега, ако би иделе на предвремени избори, би ги имале тие плюс 50.000 гласови од останатите партии? Дали сега е тоа или збориме за кога збориме? Па видите, после ова што беше со киднапирање во пратеник, владава е делегитимирана комплетно. Значи нема легитимитет, дури статистички гледано, тројца носители на СДС од вкупно 6, значи половина, се одметнати. Шекеринска, Никола Димитров и овој на Беса Касами. Тие беа носители на нивните избори. Тоа значи дека они кредитот со кој дојдоа го имаат прокоцкано готово, не може, не важи тој легалитет имаат, но легитимитет немаат. Секој нов ден со оваа влада е катастрофа за државата и ние како опозиција природно е да притискаме на предвремени. Ако лично ме прашувате по проценки или по интуиција, мислам дека најрано за избори е октомври годинава. Октомври годинава, тоа е рано. Октомври е најрано, пред тоа нема шанси. Тоа е доста рано. Дали треба да се излезе на улица, дали ќе одите кон тоа, како ќе стигнете до предвремени избори? Па види, има во политиката турнуси, циклуси, кога, јас се сеќам кога бевме во шарена револуција, некои наши левичари пријатели во Албанија ни вика како вие се дигнавте народ, кај нас се е мртво. После завршувањето СДС го прокоцка комплетно надежта дека може поинаку и е многу тешко сега да извадите народ на улица. А од друга страна сега па Албанија се радикализираше последниве година-две ако гледате. Така да тоа се некои природни циклуси кои што доаѓаат природно. Сега мислам дека со ова енергетски кризи, веќе ние сме држава на кризи, прв пат во историја имаме 4 кризи прогласено по закон. Не сме имале никога што се такво нешто. И мислам дека сега со сите овие кризи веќе социјалниот револт се подкрева. Меѓутоа народот е се уште пасивен, мислам дека нема некоја предреволуционерна атмосфера или нешто ако мислите од улица, може да има спорадични некои штрајкови, меѓутоа еве сега гледаме синдикатите се закануваат, бидејќи реално не можат луѓето да опстојат со 2 минимални плати по 15.000, кога трошоците се рипнати на секое поле за сметки. Ние практично работат луѓето само за сметки. И мислам дека сега кога ќе им дојдат сметките за парно, за струја, сето тоа ќе ја наелектризира атмосферата. Овие се неспособни комплетно одат само тоа е како со сируп да лекуваш некоја рана пред умирање, не може. Симптоматска терапија. Професоре, ова што го збориме со излегување на улица или не. Значи изборот како ќе стигнеме до следни предвремени избори, кои се шансите? Или ќе чекаме на милоста на СДСМ да не дадат избори, или ќе излеземе на улица, или пак има некој си европски фактор што притиска на тоа и вие можеби се отпирате на тоа. Од каде ќе дојде поривот да СДСМ ја предаде власта предвремено? Зашто не би чекале 3 години? Не можеме да антиципираме што ќе се случи. И ние мислевме дека ќе ја кутнеме владата, па овие киднапираа пратеник. Така што во политика е како шах да играш. Ти едно мислиш, ама не знаеш другиот што ти спрема. Така што наше е да ги направиме сите материјални прилики и услови тоа да успее. А дали ќе успее, ќе видиме. И протестирањето само по себе, јас често добивам повикајте народ, чекајте, значи треба процес прво на еманципација на луѓето пред да ги и плюс
протестирањето е скапа работа, значи еден протест кошта 200.000 евра, ме разбирате. Така што не е ова плукни залепи да мислите така, викни, а Пасиев ке викне и готово, владата ќе падне. Има позадинска работа која што треба асално да се изработи. Значи партијата да има моќна мобилизација и сето тоа ние го работиме тековно, но не го заборавајте ДПМН е во случај која што според мене многу благо игра. Јас да имав нивната структура, до сега ќе кутне владата реално, ама ја немам се уште, јас ја градам така да. Професоре, вие за малку не влеговте у влада, нели? Пред неколку месеци кога беше тоа. Односно да не беше киднапирањето на овој што го киднапира. Да не го киднапира Пратеников, вие сега ќе бевте на влада, вие ќе бевте капетан на бродот, така? И ние ќе бевме да ја кутнеме владата, а дали ќе бевме во другата влада не се знаеше. Бидејќи, знаете, пацовиве овие Пајтон партије, тие ќе прилепаат одма, ќе притрчаат и тогаш со нивните гласови левица нема да им биде ни потребна за да направат владата. Тие 4, 5, 6 пратеника кои се и со едниве и со други. Така, многу комбинаторики има. Политиката не е воопшто досадна и издодевна и не е и многу предвидлива како. Што ќе се случеше не знаевме. Битно беше да падне владата, меѓутоа тој проект не успеа. За да разјасниме на гледачите, за да вие би влегле у влада, да бидете дел од екипажот горе на бродот, мора да направите коалиција, бидејќи немате доволно пратеници, нели самите да формирате таа. За сега да. Статистички така е. Со кого би коалицирале или дали повторно со истите партии или пак можеби со албанската левица, со кого во следни избори би коалицирале? Нема албанска левица, тоа е проблем. Ние се обидуваме тој концепт на етнички партии да го надминеме. Значи нас ни треба концепт на граѓански партии или класни партии, односно идеолошки партии. Значи ако сме левица, ние имаме и бошњаци, и роми, и турци, и власи, и срби, кои се и албанци кои се левичари, ме разбирате. Или ако сте десница, вие бидете си идеолошка десница. Меѓутоа, кај нас концептот на етнички партии е веќе застарен и веќе оди кон разградување на државата, што е многу штетен процес. И затоа тој ќе треба да се европеизира, бидејќи во Европа го немате како концепт. Вие не можете во Франција да направите партија на тунижаните или пробајте во Бугарија да направите партија на македонците. Не фермаат ни Страсбург, ни сега ние многу играме на таа етничка карта и затоа државата не ни ја бива и ние како зарибан мотор. Тоа ќе мора историски да се надмине, бидејќи е нецивилизиран процес. Тоа е процес кој води назад, а не оди напред. Се согласувам, професоре, но едно подпрашање на тема. Сега ќе кажеме пример, јас пред некој ден имав као замерка на Министерството за здравство, имаше ставена објава за дете кој што ги донирало своите органи. Ја отвораш објавата, не се разбира ништо зашто све стои на албански, првиот текст е све на албански, ја им пишував, не разбирам што пишува и после видов доле скролаш стои на македонски. И сега ми беше и ние македонците и албанците го разбираат македонскиот и македонскиот е се уште прв јазик и треба да стои горе. И првата промена што се случи, тоа се провокации на овие Првата промена, професоре, само да довршам мислата, ве молам. Првата промена што се случи со новиот министер за здравство беше овој, ја бев гласен на таа тема и добив обвинување за националност, посебно моите албански следачи, не сакав така да биде сватено тоа. Сега прашањето следи кон вас, професоре. Како вие очекувате да дојдат албанските левица кон вас, долго вас ве сметаат за националист кога ги отварате овие теми на разговор? Како да оправиме тој проблем? Не, левица е анти-дуј, левица не е анти-албанска, ние имавме и основачи албанци во левица. И тоа треба да го разграничиме комплетно. И друга работа, тоа што левица априори гради на асномски темели. Значи, историски гледано, ние сме имале многу заедничко со албанците, како народ. Значи, сме кревале востание против турците со албанците заедно, Дебарско, Охридско таму. Добро. Исто така во партизани не заборавајте, има едни потресни траурни сведоштва баш од Велешко јаболчиште, каде што дошле контра 4 бугарски фашисти со агентурава ова колаборационистичка и барале партизани, таму бил одредот. И ги изнеле, целово албанско, и ги изнеле на сред село, има таму записи има еден споменик, записи
трудна жена утепале, па ги мачеле и овие албанциве не ги издале партизаниве кои биле грото македонци. И потоа пола село им се приклучило против балистите. Меѓутоа, сето тоа сега, и видете сега, вие имате таква историја на соживот со албанците, да сето тоа го тргате на страна и врв на тој соживот е Асно, и ми викате мене сега да градам јас соживот на Охридски рамковен договор. Сузбе таму не градам на нешто што е војна, градам на нешто што е идеал, а тоа е партизанско движење, ме разбирате? Не градам, одбивам да градам на војна која е предадена, ме разбирате? Ние во 2001 имавме вооружен конфликт или граѓанска војна по сите дефиниции со војна од Косово. И еве, геополитички ако гледате како дојде таа поради овие идиотиве кои што го признаат Тајван. Се рчна со Кина ги тргна Умпрофор од граница и влезе цело УЧК. Значи не си играјте со Русија, со Кина, со Америка, тие се големи играчи, ме разбирате. Професоре, играте со сите, не играте само со еден. Тоа е титовски концепт. Меѓутоа овие дудуциве наши не го разбираат. Они се фатиле НАТО, Шикеринска. Вие НАТО и толку е капацитетот е до тука, она не разбира геополитика дека треба со сите да играш, не само со еден. Таа војна е веќе изгубена. Таа војна е веќе, мислам дека е изгубена, нели со рамковниот договор. Реално гледано историски македонците изгубија, тоест македонците како народ не, меѓутоа елитата ја го предаде народот и од тогаш тој. Добро. Тоа го чувствуваме како грудка во грлото, ме разбира, бидејќи македонската нација беше предадена од елитата, од ВМРО и СДС во тоа време. Можно да се промени тоа и можно ли е да се промени, ви рековте највише што ви смета од последната власт е името. Можно ли да се промени името, да се врати назад? Може, апсолутно. Значи од Хамураби наваму не постои договор кој е конечен. Не постои. И дали со тоа ние би си го заклучиле вратата меѓу соседските односи, доколку речеме. Не, за тоа ви треба вешта дипломатија само и луѓе со интегритет и знаење. Такви луѓе има по светов. Видете само пресудата која ја издействува од Хаг против Грција во тоа време за времената спогодба, значи така се добиваат. Кога имате послаб и појак, послабиот го носи појакиот на правен терен, бидејќи во правото сите сме еднакви. Сега тоа се веќе стратешки политики кои што не можеме да ги експлицираме сега во 5 минути, меѓутоа ако вака промптно може ли? Да, може, како нема. И јас се надевам дека мојата генерација на политичари ќе биде таа која што ќе успее да ги анулира овие штетни договори. И вие би се бореле за тоа доколку би дошле на позиција на власт. Би се бореле за... Да, би се бореле согласно приликите. Значи не сме ние дримери да... Разбирам. Ме сагате, степ бај степ, сантим по сантим. Разбирам. Е патот на борбата. Така што, ако ме прашувате дали може, да може. И тоа е нашата политичка визија. Но кога тоа би се случило, тоа... Ако ме прашавте мене пред 5 години дали ќе го смена името, ќе направев ненормален, вие сте ненормален, ќе речем како да го сменат името. Па гледате со силеџество го сменија, со уцени, со закани, спротивно на референдум, без подпис на председател. Значи, меѓутоа се врти тркалото и ќе дојдеме па ние во позиција да правиме други работи, така што тоа е под прашање. Правиме сега, замислуваме дека сте се качиле на бродот, скоро, мислам, дел од екипажот сте помеѓу капетаните горе. Може ли да ни кажете што е планот со овој брод? Кај ќе го тераме овој брод и дали ќе стигнеме да имаме доволно патници на бродов, нема да избегаат во оние спасувачкиве чамци да идат на друг брод некој што им нуди подобар пат? Дали ќе имаме доволно патници за да се исплати уопште овој брод да биде у бизнис? И друго, кога стигнете како капетан на бродот, во кој правец би го носеле? На кој крајбрежје би го носеле? Дали би не носеле кон Европска унија, дали би не носеле кон Кина малце подалеку, дали би не носеле кон Америка? Значи, прагматично треба да се игра. Значи не можете тука да ставате се на една карта, бидејќи глупо и неинтелигентно. Тоа го прави СДС, става се на карта на НАТО и затоа се лузери. Затоа се вазали, ги гледате третманот им е лилипутански и таков и треба да им биде. Значи треба да се игра со трите големи суперсили, тоа е САД, Русија и Кина. Отворено да се каже, значи
тие се трите, све друго е Ама, бижутерија. можеме ли така, можеме ли да си го дозволиме тоа? Можеме ли да си го дозволиме тоа да речеме, слушај, Америка и вас ве сакаме, Кина и вас све ви признава, Русија, да. све, Стратешко ние со сите сме. апсолутно да. Секоја нормална дипломатија го прави. Па гледате ги Германија сега со гасот со Русија. Ние го откажавме гасот руски за да му се удоволиме на НАТО. Саѓате, вазаливе прават. Зашто кажавме? Па за да удоволиме на америчкиве корпорации го откажавме рускиот газ, овој турски тек што беше низ Македонија требаше да помине. Сега, значи, или рчкањето со Кина за Тајван, ви кажав, ни доведе војна дома, ме саѓате? Значи, тоа се супер сили со кои што вие треба со сите да негувате добри односи. И дали е тоа можно? И како е можно, само ви треба дипломатија, не вакви третокласни шалони како Николче Димитров и овие, тие нема школа за тоа, тие се дудуци неписмени за дипломатија, или Бујар Османи. Што е? Поима нема, колега твој лекар. Не значи само флуентно англиски, знаеш дека си дипломат. Еве, ја лично, например, не сум добар дипломат. Ја не сум дипломат, ја сум импулсивен. Не сум добар дипломат, меѓутоа школа е тоа. Ние знаеш како држава дека немаме дипломатска академија. И затоа ги грешат и знамења и протоколи. Поима нема. Немаме дипломатска академија. Тоа е лошо. Тоа е многу лошо. Не е лошо тоа. Поранковен, Оџо, Дебар сака амбасадор да го стават. Карикатура. Тоа е лошо очите. Ако ме прашуваш, системот е гнил. Ако ме прашуваш дали може да се рецитира, може. Треба само прав човек на право место. Оти види, историски гледано, не се ни така лоши приликите. Значи, Гоце Делчев, комитиве, војводиве, партизаниве, немале држава, па имале идеали и направиле. Ние колку толку бар имаме држава, значи, треба само реформски, радикални реформи, а не вакви NGO, Сорос, Мила Царовска реформи, кобожемски. Значи, треба радикални реформи, се постигнува, ништо не е невозможно. Политиката е вештина на можното, не на невозможното. Да. Значи, вие гледате надеж дека на овој брод може да се плови и оследниве 10 на 20 години. Апсолутно гледам надеж и надежта ја гледам преку политичка борба на првенствено сега левица, може утре ќе се појават и нови партии, особено ценам ако се појават левичарски албански партии или барем да се приклучат кон некое такво движење, еманципаторско, кое ќе се ослободи од етнотрибализмот, од национал-шовинизмот, од тие големи сонови за големи држави и слично. Мислам дека тоа е нешто слично како партизанското движење кое обединило. И видете, ако вие, не знам, Козачко таму, тие карадачки одред Кумановски, тие биле дечишта по 18 години, 10 души. И сега такви луѓе направиле држава. Со идеја и со цел и со мотивација. Без никакви, само идеали и пушки со еден шаржер куршум имале. Работата е што општеството стана многу себично, луѓето некако почна да гледат само за себе, не се осеќа некоја хармонија или некој соживот со другите и некако не се обединуваме и немаме заедничка цел која што би не водела. А за мене создавање на едно убаво место за живење во нашата држава е една цел која што можеме сите да посакуваме. Професоре, само на кратко, ќе ми дадете ли уште неколку минути продолжение, пошто уште неколку работи имам да прашам, а видите уште 5 минути би имали инаку. Ајде, може, ајде. Не тргнем уавето. Нема да не гледаат многу ако биде долго, за тоа. Не е бит, професоре, не е битно. Не е проблем. Ние сме тука да го решиме прашањето Македонија сега. Дали некој не гледа или не, не е важно. Мислам секако дека е важно за се. Добро, ајде, продолжуваме. Вака, вие сте горе на бродот сега и имате многу подобра перспектива од нас. Барем би очекувале да имате подобра перспектива на работите од нас, нели? Каде надалечина? Каде гледате за 10 години? Што мислите дека би бил идеален случај? Еве, со Македонија, што би било идеалното да се случи? Какво општество предвидувате? Јас сум марксист, ленинист. Маркс вика секој кој има програма за едно општество е реакционерен. Значи, не можеш така да ги прецепираш работите, меѓутоа требаат радикални реформи. И не се многу, два сектори се вкупно на целото општествено живење. Значи, почнуваш образование средуваш, здравство средуваш како базични носечки столбови на државата
и после тоа апсиш поло од овие хоштаплериве или сите. Значи, монопол на физичка принуда, која што го има државата, со стратегија и визија, а тоа е сосем опозит од ова што прават. Они сакаат да приватизираат се сакаат да легализираат диоградби, да приватизираат земјоделски земјишта, као Чифлик Сајби у Турско, знаеш. Помеѓу Тетово и Скопје ќе купат двајца олигарси, цело тоа ќе биде нивно, не сваќате? Тоа сакаат лудаците да направат. Сега сакаат да приватизираат земјоделско земјиште, градежно веќе приватизираа. Значи, многу се едноставни идеалите. Значи, ти треба секуларизам, гледате кај нас верските заедници многу доминираат во што е недопустливо во цивилизираната. Да. И јас не сум задоволен со тоа. И јас би бил за секуларна држава. Види, ние не сме дрво без корен. Ние сме имале тоа е најтрагичното кај нас, што моите и твоите родители растеле во среден систем, не сваќаш? Ајде да сме немале па да не знаеме што. Ние сме имале среден систем. Да. И затоа сега луѓето се безнадежни, мислат дека не може да се направи една генерација. И најчесто тоа оди ние имавме еден гостин, имаше жена ми професор и он вика правилото на 10 генерации. Значи не било така, вие гледате документарци во Шведска биле поконзервативни од нас како општество. Или имате пример во Хрватска, во Југославија 70-тите, идат француски феминистки у Загреб или у Порторош негде и им викаат, пошто исто као сега, мислат дека идат у Африка, зна. И им викаат, вие треба да направите да имате породилно отсуство за жените. И вие у југословенки им викаат, па ние имаме, вика, породилно отсуство. А, имате, вика. Па вика, треба да направите да имате право на абортус. Па вика, ние имаме право на абортус. А, имате, вика. Вика, па треба да направите да имате право на глас. Па вика, ние имаме уште од асном право на глас. Значи, сега они идат, они мислат примитивци тука живеат. Југославија била прогресивна држава. Значи, треба да го надминеме тој синдром дека ние не вредиме, ние сме само балканци, ние сме како да не вредиме. Баш вредиме. Но едукацијата е најважна. Едукацијата е најважна. Корупција многу имаме. Исто и тоа треба да го созбиеме и да средиме државата. Не е ништо сложено, само политичка волја, една чистка со апсења и визија и стратегија. Тоа е, не е нешто филозофско. Вака кога зборите, професоре, еве една чистка со апсење, па и дел од вашите говори знаат да бидат многу директни, со директни напади за одредени ликови. За жал сум тако или за среќа. Таков за одредени ликови од кои што другите луѓе можеби имале страв тоа да го кажат. Бидејќи знаеме каква е Македонија, и што може да се случи, нели? Дали имате страв кога кажувате вакви работи? Дали се осеќате безбедно на улица? И дали имате некој што стои зад вас што ви прави да се осеќате безбедно? Бидејќи ја не би се осеќал безбедно после вакви моменти, искрено. Стравот е тоест храброст е во отсуството на стравот, не е во големите мускули. И будалоста, професор. Немам јас страв и така сум и по природа, значи револуционерите ако се плашеле немало да имаме промени кон подобро, зборам и за човештвото. Меѓутоа имав неколку закани, ги пријави, фабер немаат, со години стојат од нема прста. Ако мислите, меѓутоа не сум ни до толку луд сега, па да мислиме дека ова е, не знам, средено општество и никој ништо да не може да ти направи. Затоа се грижи сектор безбедност во Левица. Имаме структура која што се грижи за мојата безбедност, што видлива, што невидлива, бидејќи мора така да играте. Сега ако ме прашувате телохранители или оно, се уште не сме на власт во позиција да загрозиме мафија или слично. Мафијата те мава кога ти ќе ја мавнеш и кога ќе им тачнеш на пари, на апсење и такви работи, тогаш веројатно ќе треба секојдневно. Сега спорадично, кога ќе оценат дека се создале такви услови, па знае некогаш да дојде некој со мене како обезбедување, меѓутоа многу ретко, неколку пати. Иначе во принцип водам нормален живот. Професоре, возам на жена ми денеска. Да, видов слика или не знам кој. Алфата моја има поголем рейтинг од Шилего. Добро. Професоре, ми избега тоа прашање што сакав да го прашам сега на тема на безбедност. Дајте ми момент.
Ми избега прашањето. Ништо, одеме на следното прашање, беше нешто интересно што сакав да го прашам. Добро, чекайте да видиме само што да не заборавиш. Ова за говорот ме праша за пцовките и за... Ја не пцувам говорница. Не. Сакав нешто друго со безбедноста да ме прашам, ама ми отиде мислата, не беше доста интересно. Чекайте само момент да видам да немаме некој проблем на лајвот. Тонч, све во ред? Дека тука ми се прекина мене лајвот. Кај мене не јавило проблем, не знам кај остана. Добро. Вака, да. Прво тоа сакав да ја прашам за начинот на изразување. Делот за мерките кои што ги добив за вас, искрено, јас кога првпат некоја објава од вас имав стајано, некој говор имав стајано и мојата беше замерка тоа, викам, окей, убаво збори, ама за професор некако не ми личи се вака пцовки. Кажете ми што е тоа? Мислам, јас знам дека вие сте добар говорник, добар оратор, вие знаете да се изразите многу добро. Значи, или свесно сте одлучиле да го употребите тој речник за да допрете, не знам, можеби душите на по широката јавност, или пак е тоа момент на афект или не знам како да го речам, или поубаво може да се изразите на тој начин. И дали во иднина пак мислите да го промените тој начин на изразување? Па јас не се фаќам толку за формата, повеќе за суштината. Имам едно правило во живот. Инаку не пцујам на говорница, ја на Facebook повеќе и на Twitter. Ми се нема десено барем до сега да пцујам на говорница. Има една вика кога си луд изброј до 3, кога си многу луд пцуј. Не ми е проблем, формата ми е, имам едно животно правило, а тоа е дека со селјаците постапувам селјачки, а со интелектуалците интелектуално. И мислам дека и затоа ме мразат овие со распиве, пошто не можат крајот да ми го фатат баш тоа. Кога они ќе окренат нивото и ќе речат ти си професор, јас знам да ги распцуам. Кога они ќе спуштат нивото и ќе почнат да врегаат, јас знам да окренам на професорски и академско. Така да треба, види, во секој процес, во секоја професија треба на крај крајава и да уживаш во професијата. Ти као лекар, например, и ова што го правиш, веројатно уживаш во овие интервјуа. Така и јас кога предавам, уживам. Кога држам говори, па и кога се бавам со политика, треба да ти носи нешто убаво тој процес. Сега, јас сум природен во тој процес и не го сметам тоа. На кој му пречи, нека му стои се. А јас не мислам да се менувам некако. Значи, вие уживате у начинот на кој што ме видите да ставам кравата и сако нешто и вака, знаете, јас сум се шипнала. Па качите ли 20 кила? 20 кила ќе качите ли кога ќе дојдете на власт? Не, таква семка имам јас, не качувам. Татко ми да го видите кога бил војник и сега пензионер, истите панталони може да ги облече, веројатно генот ни е таков, не се дебелее. А јадам прилично, да ме видиш вака као слаб. Јадам обилно, ама ќе видиме на столица. На столица кога се седнете, тогаш некако килажат оди нагоре, не знам дали е хормонално од стресот или од што е, ќе видиме како ќе излека е вас тоа. Професоре, нели ви би Ќе прашам Маричич за некоја диета да ми да. Не го знам сега господин Маричич. Министер ни е еден така елегантно попомнет. Окей, да, мислам дека сега. Професоре, нели би ви била помирна главата ако речете на овие големи олигархи што ги викаме, ако речете слушајте што сте правеле, сега сте правеле, сте краделе, дај да прекинеме, да завршиме, терате се вие до сега што сте направиле, дајте ни ја нас, остате ни ја држава да оправиме колку толку можеме. Мислите ли дека на тој начин малце помалце непријатели ќе имате и можеби па и ќе се повлечат до негде тие луѓе, или мислите дека мора да се удрат директно да се соочиш чело од чело, очи во очи? Па не, јас сум поприлично радикален во тој поглед. Не мислам дека се со не знам ќе се реши со конфискации и затварање, ако на тоа алудирате, меѓутоа мислам дека радикалноста ќе дојде првенствено во даночната сфера. Значи треба да се чепне богатите да плаќаат повеќе од сиромашните. Значи ние имаме една класна раслоеност која е неодржлива. Сиромашните секој ден стануваат се посиромашни, богатите стануваат се побогати. И имаме брутална редукција на јавното. Веќе немаме јавни простори, немаме јавни политики, се е приватизирано, се е ала жвериш со ово и со оно. И од тој аспект јас важам за неподмитлив и непопустлив во тој поглед.
така да радикалноста се гледа во политиките кои ги проектирате, а левица е прилично тврда во тој поглед. И мислам дека тука нема компромиси, барем не во овој историски период. А од тој аспект има и држави кои така да ги повикале олигарсите да ги вратат парите како модели. Меѓутоа, прво кај нас треба да испитаме потекло на имот и не е тоа некоја виша математика, има модели по кои тоа се прави во светот, и Југославија имало тако. Значи, кај нас го ФМК 5 години го бамкаат тој закон за потекло и на крај ќе го направат некои мачки на кашлица, веројатно. Професоре, не е сложено да го правите системот. Треба само да не сте корумпирани, да не ви е страф и да имате воља. Значи, вие одите на директно соочување со проблемите, а не во принцип да. Со тоа што не можете тоа да го направите од позиција на невласт. Значи за тоа ви треба власт. Да. И за тоа левица не крие кога кажува дека се бори за власт. Политичка партија природно е да се бори за власт. Не сме ние веќе невладини активисти па да се бориме за грантови стипендии. Ни ветувате ли, вака, се гледаме очи во очи. Ви кажувате вашите ставови, вашите пореви што ве води. Дали може да ведите на јавноста што не гледа дека откако ќе дојдете на власт, ќе се потрудите да го направите тоа се што е во ваши раце да ги задржите овие принципи? Дали можете као време на Астон да се заколнете дека тоа ќе биде вашата мисија доколку јас ви го давам вашиот глас? Што ќе направите со овој глас? Дали можеме? Па мислам дека тоа е некое метафизичко ниво кое што го сеќаат и луѓето, знаеш. Не можеш да одглумиш искреност да фолираш, бидејќи јас предавам и реторика, ти се можеш технички да одглумиш, ама таа бранова должина, таа фреквенција си ја има природно. И мислам дека растот на левица се должи баш и на тие искрени пораки кои што допираат до луѓето. И поради тоа и расте довербата секојдневно. И мислам дека нема да ја изневериме довербата, бидејќи сме се калеле десетина години пред да станеме партија. Ние сме биле активисти. Тоа е најважното. Да, ние не сме вчерашни, иако сме технички гледано во политика прв мандат. Меѓутоа ние сме биле надвор од институциите со години и така сме делувале како герилски, условно кажам. И затоа сите овие методи кои ние ги применуваме и сега во политиката делуваат нестандардно за мејнстрим партии, знаеш. И затоа сме се уште чудни, автентични, странците не знаат што сме, какви сме, примаат извештаи од овие кои не кодвашат таму дека сме фашисти, црнокошуљаши и слично. Ако ќе дојдат на Муавет, викаат, вие сте биле окей дечки, знае. Еден коментар од ваша колешка дојв баш таков. Зашто професорот толку псуе, вика вака уживо, не кажам која колешка. Толку фин човек е уживо. Мил вика, толку фин човек, вика, што е работа. Диалектика, да. Едно кратко прашање пред да поминеме на две опуштени прашања па да превршуваме емисија, пошто ви земав од време. Не гледате на сам. Не, добро. Ајде, уште 10 минути имаме, ајде. Вака, соседиве, тоа исто така, уште само ова да го искоментирам на последно. Професоре, ако ги разочарате луѓето, гласачите, уште едно разочарување, овој народ не може да издржи, ја мислам. Па јас мислам, не може више потоа. Кој го носи левица, да. Уште левица и пропоцка шансите, после тоа ретко да се роди нешто автентично. Сите идат од чамаc. Ваќам таа историска одговорност и веруете, тоа е и многу пати кога сум дошол на РАП, тоа е една од водилката која ме води. Бидејќи не благодарна работа. Знаете, јас можам да водам многу мирен живот, повлечен професорски и да си уживам. Јас ја ставам главата у торба за никаков бенефит. И сега некој си вика, бе, вој е лудак. Некојаш и сам си викам, стварно сум лудак за некој. Ама тоа е една од причините. Значи, историски многу тешко бреме носи левица на себе и мислам дека не смееме тоа да го пропускаме. Не смеете да си дозволите. Разочарување уште едно нема да издржи овој народ, гледам по коментарите. Иначе сите ќе се качат од чамец и ќе бегаат на друг брод. Нема да остане никој, пише нема да има патници, ќе банкротира. Тоа го сеќаме како млади. Тоа е проблемот. Луѓе го сеќаме, да. Професоре, последното прашање пред да преминеме на позабавните теми. Со соседиве ги мачи исто луѓе, со Бугарија, со Грција, со сите, ако се испокараме, што ќе правиме, ни требаат ли тие луѓе, како ќе најдеме решение со луѓе? Па не треба да стараме, меѓутоа не треба да бидеме ни лилипутанци и да не газат, буквално.
не ја треба прифаќаме ЕУ. рецептите во односите. Значи првото правило во односот е, па и во секој види и во интерперсонални односи. Да. Гледај луѓе кои ти се умилкуваат, кои ти се лижат, кои ти се нон-стоп фини или кои ти се сервилни, немаш некоја почит за нив. Имаш почит кон луѓе кои се еднакви со тебе, Да. Тоа е смислата на меѓународно правниот поредок, барем ваков како што го знаеме, вестфалски. Додека трае, значи без оглед лукави сме, ние сме исто во дипломатијата, не можеш ти да бидеш сервилен и да викаш прашањето на малцинството у Бугарија не можеме ни, онда ти бара тука да го ставаш во устав. Или бараш и ти во устав и он во устав, или не бараш ни ти ни он. Значи има реципроцитет. Сега за тоа ви треба јака држава, јака дипломатија. Видете, вие во Југославија сме имале ситуации обратни од сегашниот. Јас еднаш во емисија го извадив тој допис каде што комисијата југословенска со комисијата бугарска им вика, вие во Бугарија треба да ги смените учебниците на страна таа и таа, да ставите цар Самуил дека бил македонски, да ставите ова, да ставиме сваќате. Е сега обратното. Меѓутоа тоа се историски периоди. Ние сме биле јаки, сме паднале, бугарите биле слаби, се кренале. Меѓутоа тоа не е вечно, тоа сакам да кажам. И затоа ми смета тој дефетизам кај Николче Димитров, Бујар Османи, Зоки Заев и остала багра сатрапи. Значи тие не сваќаат дека е менлив историскиот процес. Значи јас предавам историја на право, филозофијата на историјата, духот на историјата е друг. Сега сме слаби, меѓутоа утре ќе станеме јаки, ме разбирате? И ние треба да го одржиме, да се одржиме како народ, а не да станеме курди на Балканот, да изгубиме држава и после да немаме држава па да си ја враќаме. Овие политики на демакедонизација мене лично ми пречат и затоа се борам радикално на тој поглед. Професоре, дали го гледате вие како уцена тоа да влеземе во ЕУ и дали би рекле под тие услови не ми треба ЕУ, ќе одам со Кина ќе соработам. Дали е тоа вашиот став? Нас ни треба сите ни, тоа сакам да го кажам. Ни треба и САД, ни треба и Русија, ни треба и Кина. Алтернација тука не се става или. И со сите. Се што може. Се што може. Бидејќи малите држави мораат да играат со сите. Точно. И нема тука, тоа е прагматика, тоа нема нешто. Ти идиотски е ти да ставиш се на една карта и после тоа да изгубиш државата. Тоа е моронска политика. Нема дефиниција за тоа. Тоа не е политика на крај. Не е државништво, нема ништо визионерско во тоа. Професоре, дали имате уште на овие политички теми некој завршен збор пред да преминам на некои малце позабавни теми? Дали имате нешто завршен збор кој што би сакале да додаете на сето ова и некој апел на населението? Тебе еден апел до младите да не се разочаруваат. Левица во програма има ставено бесплатно школство, значи образованието од градинка до докторат мора да биде бесплатно. Малите економии не смеат да си го дозволат луксузот да сиромашните деца останат нешколувани. Мора да се прошират воншколските активности да станат бесплатни, бидејќи децата на сиромашните немаат пари за приватни курсеви за јазици, компјутери, кои ќе дојдат на пазар на труд автоматски се во инфериорна позиција. Тоа мора државата да го нивелира. Значи, инвестиции во образование и здравство, а не во оружја, НАТО и не знам. Значи, тоа е иднината, тоа се столбовите на државата. Меѓутоа се разградува, гледаме. Меѓутоа тоа не е неменливо, тоа сакам да го кажам на младите, да не паѓаат во дефетизам, во патетика и очајание, не очајувајте. Значи, се е менливо, активирајте се, не мора во левица, направете ваши невладини, ваши движења, ваши, не знам, организации, неформални групи, меѓутоа не паѓајте во очај, бидејќи тоа го сакаат овие што владеат, што повеќе очајување, тие ќе си бидат на власт, тие имаат армија која ги гласа, едните и другите фиксно 300.000 од старт ги имаат, така што они им одговара вие да седите дома. И тоа би бил апел до младите да не се разочаруваат и да се активираат, ако е завршно политички. Ај сега да улабавиме нешто. Ова е сериозно ветување, професоре, значи за образование на младите имаше и прашање на таа тема, што ќе понудите за младите на тема спорт, и ова е сериозно ветување и мора да го памтите, ние ќе го памтиме. Види, ти го гледаш статистички, сега си викаш, добро е 400 евра или 200 евра, па не се многу пари, па не се многу, ама на некој што взима 15.000, тоа му е една плата.
Значи, онако му е даде на детето да плати школарина, он треба месецот да гладува, ти текнува. Како не се многу пари? Колку разбирам, тоа беше и дел од треба? причината Дали зашто знаете дека втор универзитет сега не е мојот Штипскиот, на кој што се запишуваат, туку е Љубљанскиот. Една од причините е тоа што Љубљана не им двара пари на децата, туку напротив им дава стипендии. Значи македонски студенти втор универзитет на кој што се упишуваат не е Штипскиот, туку е Љубљанскиот. Да. Познавам студенти што да таму, да. Им даваат Не смееме да дозволиме како мала нација Професоре, и држава, не смееме да дозволиме образованието да биде луксус. Образованието не е бизнис, здравството не е бизнис. Тоа се политички, стратешки прашања кои мора да бидат бесплатни и ефикасни и достапни до сите. Професоре, ја во Македонија да специализирав, тогаш требаше да барам јас на мој кој 25-6 години, од татко ми пари 6 години да специализирам. Од татко ми да работи, он за мене за специализирам 6 години. Да специализираш, те експлоатираат. Со 100 денари, да. Со 100 денари од джеп, сега дадоа плата. Сега дадоа плата, мора да пофалиме тоа. Тоа го збориме, не е невозможно да го промениш тоа. Да. Професоре, идеме на други теми, малце да лабајме од политика. Може смеам ли да ве прашам едно што ги интересира луѓето, дали сте вакцинирани или не? Да, сум вакциниран со руска вакцина, со Спутник. Ова кажува све. Мора, ја верувам во государствени институции, во држава, ова е приватни државна наука. Во Русија, значи гледаме сега кон кој сте по-насочен вака, значи руската вакцина. Не цело собрание, сите пратеници се и овие од ДУИ и од вие од СДС еврофундаменталисти, сите се на руското. Спутник, да. Армијата не е со Спутник, знаеш. Не знаев. НАТО армија со Спутник вакцина. Спутник е добра вакцина, се не покажа таква ефикасност. Е добра вакцина на класичен начин направена. Професоре, што мислите за часовиве онлайн во присуство, како ја гледате вие ситуација? Вас што би одговарало да иде онлайн уште? Лаички гледано, не сум јас сега експерт по јавно здравство, повеќе ти знаеш, меѓутоа лаички гледам и е шизофрено. Јас и жена ми да седиме во кафана без маски, а детето на школа со маски. И плюс тоа тие маски што носат се овие обични Професоре, јас тоа имав критика. Тоа е најголемата драма, најголемиот театар е да ги пуштиш ти 20 дечиња у една просторија кај што воздухот кружи со сати, и да отвориш прозор, воздухот е тука со маски кои што замислете он ќе се почеша, ќе тргне, ќе се тие обични маски не штитат како прво воопшто, само распрснувањето можеби го штитат, ќе пие нешто, ќе се допираат. Ти да им ставаш маски, не вреди или остави ги дома. Мислам дека ова беше еден голем општествен експеримент ова пандемија и мислам дека нема да биде последна. Либералниот протофашизам многу ме загрижува реално гледано во иднина. Гледате ги тие локдаунови, тие удрија по човековите права многу. Но од друга страна да негирате наука и вакцини е сосема па друга крајност. Тоа е малце забегува и во верски фундаментализам, некаде и теории на заговор и тоа е друго. Значи, благодарение баш на науката и на медицинските истражувања, нашиот животен век како човештво е многу дуплиран. Маската има голема улога. Во римско право 40 години е просечен животен век. Сега е, например, 7-8, колку е просечен век во Европа. Тоа се должи на медицински истражувања. Сега, тоа да го негирате, малце ми е... Тоа е апсолутно така и маските си имаат своја примена на право место. Јас поради тие маски не се заразив 2 години од корона, а работев секој ден со пациенти. Јас не се заразив, секој ден сум со луѓе реално. До сега не се заразив, тие го жена ми сме го прележале, јас немав никогаш симптоми, така да се надеваме дека така ќе остане. И мислам дека веќе и се сваќа и се става крај на овие неразумни мерки и веќе ќе треба и да се научиме да живееме со вирусот, веројатно ќе го има постојано. Да. Тоа се претпоставките дека ќе доаѓа сезонски, но ја мислам веројатноста дека сте имале контакт со вирусот е голема, но вашиот силен руски имунитет можеби довел до тоа да немате никакви симптоми, така да може да го претпоставуваме тоа. Професоре, следна тема, важна за младиве. Дали вие кога дојдете на власт ќе се борите за легализација на марихуаната? Да, кратко и јасно, да. Ние имаме ставено во програма.
Значи, исто така легализација на марихуана не само за медицинска, туку и за рекреативна употреба. Точно, ако смееш Меѓутоа, не, ракија, да се разбереме, не за млади, туку за полнолетни лица над 18 години. апсолутно. Значи, нашата левичарска идеологија е полиберална за тоа прашање. Не сме, Да. бидејќи до ден денес, особено после новите научни истражувања за ТХЦ, CBD и тој Да, канабиноиден да, систем кој е открин во човекот, кажува дека прохибиција на марихуана во овие при овие научни сознанија е антинаучно, како да ја кажам. Професоре, јас како лекар сум видел толку пациенти оштетени од алкохол. Алкохол уништува вистински Апсолутно. животи. Ако тоа е дозволено да се продава, да го купуваат малолетници, Така. тогаш марихуаната треба да биде веќе одамна легализирана успоредба со ова. Ќе има секако Да. компликации, каде, кога, како, за кого дозволено. Ма, се Мислам, нема има, да е лесно да. да се воведе, ама има решение. Значи може да направиме Македонија, Амстердам, Скопје да го направиме Амстердам, да земеме пари од туристи на пример, би можеле ли на таква варијанта Па, да одиме? Па јас не би го правел до толку туристичка Не. атракција, повеќе би одел А, на медицинска употреба, проширување на листа на болести, проширување на тоа кој може да препише не само овие субспецијалисти, сега мислам Да. за 5-6 болести само, туку за многу и на крај на индустриализација на канабисот, во смисла од канабис можете да правите и облека, не знам. Има и уште една Не знам, направена за вас дали црна кошула ќе може да се направи од канабис, зелена ќе биде. имаме уште една подценета индустрија која што исто така треба да се развија, тоа е афион индустријата, која Добро. била уште во турско, па и подоцна во југословенско, еден од најквалитетните опиуми потекнувал од тука за медицинска употреба во цела Европа. Така што тоа се две гранки кои што можете на индустриско ниво како држава да ги развиете стратешки и да имате огромни приходи од тоа. И за уздување на лихво банкарите, тоа мора, тоа и денес го кажа. Значи, нас како народ не крадат банкарите на секој поглед, на секој сантим, на ситно не крадат и остваруваат енормни профити и треба антилихварско законодавство многу брзо и многу скоро да се направи, да им се одземе повеќе од пола од профитот кој го прават тука. Пред се тоа е странски капитал кој што, гледате ги само австријски и германски банки доминираат на пазарот. Тоа е свесно, така работат овие. И мислам дека многу треба и во тоа да се вложи. Значи, некои мерите кои со прави реформи се ставаат на прав пат, се ставаат во ред и потоа државата сама си функционира. Професоре, како тоа не крадат банките, со високи камати или на кој начин е? Со високи камати, да. Ние имаме лихварски камати, двоцифрени камати, ти во Германија го немате тоа, веројатно. Нема 1, 2, не знам така нешто. Тука имате 12%, да земаш кредит 60.000 евра, враќаш 120.000 евра. Во римско право 4%, над 4% е лихварска камата по дефиниција во правото. За брзиве кредити, знаете нешто што ги кажете? Апсолутно, тоа треба, ја мислам дека и прохибиција треба да се направи. Знаете што е тоа? Знаете колку луѓе се останати без имање за тие заложни куќи, брзи кредити. Тоа е страшно што се прави. Луѓето немаат оцена ситуацијата, особено за посиромашните, бидејќи државата не води грижа воопшто за посиромашните. Да. Се е сконцентрирано на побогатите да станат уште побогати. И сега со волку капацитет ние имаме блокирано неколку закони. На тоа поле ќе блокираме и други колку можеме. Меѓутоа не се решава работата со блокирање, разбирате, од опозиција толку можете. Меѓутоа кога ќе бидете власт, работата се решава со радикални реформи. Бидејќи благите реформи се само вакцина за болено општество. Ти знаеш дека вакцина се прима пред да заболиш, така? Кога ќе заболиш, се оди на операција. Нас ни треба хируршки прецизни длабински зафати. Бидејќи ова се друго е мачкање очи. Да се надеваме дека органите ние го надминавме европскиот просек на презадолженост, отидовме во презадолжена нација, над 6% од GDP ние. Ние живееме купи ден помини, што ви рекам. Не можеш така да отстанеш. Ние живееме на кредит. А им поклонуваме, само во 2021 47 милион законски им се оставени на банките, а можела државата да ги земе.
Професоре, значи, вие за медицинска употреба прво се бориме за марихуана, после тоа секој од вашите студенти За рекреативно, да. Дома да можеш и за да рекреативно. си чуваш неколку стебла. Има Добро. има модели, Одлично. има и кај нас луѓе кои Одлично. многу повеќе знаат од мене и ние сме во контакт. Значи Да. се вика на една тркалезна маса, 2-3 советувања, Тачно, се прави тачно, драфт, тачно. лекс канабис, се носи у парламент и готово, завршена работа, не е тоа филозофија. Професоре, да ме земете у тимот медицински за советување на легализација на канабис, ја ќе се информирам добро и ќе дискутирам. Баш ќе те земеме. Кога ќе дојде Ќе те време. пишеме и тефтерот. Ама пази, ние сме заебани, ако те пишеме си запишен, ако те отпишеме Немој, си професоре, немој, знаеш кои проблеми ги имам јас молим. денове. Знаеш кои проблеми ги имам денове. Мене Наш е многу опасен тефтер. Немој. Јас веќе бев обвинет дека сум левичар, дека сум член од вашата партија, дека тука ширам сега третата опција, сакам Пропаганда дека шириш. пропаганда. Јас сакав само еден разговор со интелектуалец како вас и да видам вашата перспектива на работите. И тоа го за сега мислам дека сум задоволен од тоа што го слушнав од вас. И од тоа што сакав да го слушнам. Уште едно прашање, професоре. Криптовалути. Многу од политичарите во Македонија се збори дека имаат криптовалути, дека си купуваат компјутерчиња, си копаат фармички, а на народов ништо не му кажуваат. Вистина ли е тоа? Сте слушнале ли вие за тоа? Не знам, искрено. Јас сум аналфабет во темава. Да. Имаме постручни лица во Левица кои можат да ја баратаат темава. Јас сум се уште лаик и искрено би се воздржал од коментар на темава, затоа што сум лаик, појма немам искрено. Имате ли купено биткоин? Не. Или процент од биткоин? Немате. Не. Немате ниеден коин. Професоре, би ви рекол, би ви препорачал апел да си почнете со ова. Знаете што идеја имав јас? Македонија е сончев град. Зимаме од парите од данокот, не знам колку милиони евра ни треба да направиме, да поставиме соларни панели у најтоплото место у Гевгелија и сите соларни панели да напојуваат компјутери кои што само ќе ни копаат за нашава држава Македонија криптовалути. Од тие криптопари вие правите социјално општество, да кој сака, и не мора социјално, како се вика, комунистичко општество, да кој сака работи, кој неке си зима пари од биткоините. Замислите, до толку вредат биткоините. Не сум влезен во тој мајндсет, не разбирам како функционираат и затоа не можам да дадам коментар. Следен совет да разговарате и таа тема. Може па за тоа да ме советуваше наместо за марихуана, би можел и за тоа. Ја мислам дека би било тоа една добра идеја. И политичари наместо за нив да си купат политичка економија во Левица има стручни дечки кои го разбираат ова. Нормално. Меѓутоа јас не можеш се да знаеш, не може, нормално. Јас сум интернист, јас и од медицината не знам свето, кој го знам моето поле на работа. Така да треба имаш добри луѓе околу тебе, добар тим кој што можеш да се потпреш. Тоа е тоа. Кога сме кај добар тим, да си го поздравам Антонио Зоографски кој што го прави ова све од Велес, го пушта шоуто и ја води емисијата. Тоа е дечко на кој што ја може да се... не бива ништо. Велешани Трамп го донесе на власт, ќе ја донесат и Левица, ќе видиш. Добро. Професоре, уште едно кратко прашање. Кој ви е вака од римско, вие сте по римско право, нели? Кој ви е еден од омилените оратори, римски оратори, или на кој ви е вака идол од тоа време, или на кој би сакале да потсеќате, можеби со стилот, со фризурата да спомнеме, со црната кошула, али тоа е нешто? Има многу инспиративни ликови во римската историја. Јас сум повеќе на страна на плебејци, сега таму имало браќата Грах, ако ти текнува. Не. Браќата Грах биле за сиромашните, а против богатите, иако биле аристократи. Робин Худ. Така некако. Значи, а од ораторија не надмиливе Цицерон, тој го сметале за дисертисиме Ромул и Непотум, најречитиот од потомците на Ромул. И оче бил толку добар, му го исекле јазикот на крај и така завршил. Дека му... Да, во едни од тие проскрипциите нивни, во тие триумвиратски пресметки, тој се наоѓа на листката на чистка и го убиваат, за жал. Меѓутоа, како говорник и како оретор е еден од ненадминливите историски ликови. Има и други инспиративни ликови, некои од тие плебејските трибуни имале многу моќна, многу интересен е, римското право е многу интересно, јас уживам. Сета среќа што го одбрав, бидејќи, види, курикулумите по Роман Лоу се истини низ цел свет.
Ме сваѓаш, ако ти специализираш, не знам, трудово, кривично или граѓанско, ти си експерт, ама за Македонија, тука. А римско право цел свет учи, од Кина до Канада, од Норвешка до Јужна Африка, сите курикулуми се 90% истите. И јас една од причините, прво поради зашто ме влече Рим и ме влечат историја, и тоа ми е спој на историја и право, и уживам. Сега нема многу време, за жал, да се посветам, меѓутоа си задржи, бидејќи нашиот закон за високо образование ти дава можност, додека си избран на јавна функција, про боно и да предаваш. И јас ја задржав таа можност да предавам, и сега овој семестар ќе предавам еднаш неделно, предавам. Тета би било да ви изгубат студентите. Да, па и за себе лично, бидејќи види политиката не знаеш кај ќе те однесе, пак ќе треба да се вратиш на професура. И штета е, не знам, после 10 години, 15 со политика, ти да се вратиш и да изгубиш контакт со таа работа која е благородна. Тоа е може нешто што ве стабилизира да не одлетате у политиката многу. Нешто како... И во принцип секој петок си предавам во семестар за да одржам едно ниво на академска работа. Професоре, уште две кратки прашања и ве пуштаме вашата сопруга ќе почне да ме пишува више да ме кара зашто ве задржувам. Ајде, доста е, да. Професоре, уште само за стайлингов ме интересира, дали некогаш би го промениле или еве вака го поставам прашање. Еве ти кажав, ако ме видиш со кравата и со сако, да знаеш дека сум се шипнал и готово, кинија членската левица. Дали доколку ве донесеме на власт со 15 пратеници би си ја ишишале косата келјава, професоре? Не знам, не, тешко тоа, тешко. На тој начин мислам дека можете да го натерате македонското население да искочи да гласи. Имате една хора таква ми направиле слика со кратка коса и ако си ќе се ишиша го влезе. Размислете, професоре, за ова. Ја мислам дека ако ја би гласал само да ве видам келјав, искрено. Да. Можете. Не е лоша идеја. Добро. Професоре, да не ви одземам веќе време, благодарен сум ви, извинете се, пола сачо ви излеков дополнително, ама ја би можел уште многу да разговарам со вас. Така да, уште еднаш. Фала. Ве поздравувам, јас ова е бункерот на левица, тука левица почна. Левото крило на ВМРО, ете го Сандански таму. Ние сме левото крило на организацијата. Тука е во центар ни оваа канцеларија и тука почна левица, близко, тука до Грчка амбасада е близко некаде. И од тука решив да го правиме муабетов. Гледате, има многу книги. Показна ги казнуваме членовите. Колку сте прочитале? Ги испрашуваме. Добро. Поздрав, ми беше мило. Фала ти многу. Се слушаме во наредна прилика. Последна прилика, ако има нешто ново, ве барам повторно да... Па ќе ми кажеш каква гледаност сме имале вечера, бидејќи јас немам. И јас искрено, ние за дечките, ќе ви испратам вас, професоре, па после кратко ќе му објаснам само. Фала ви уште еднаш, се гледам следна прилика. Поздрав. Ајде, чао, се гледам. Поздрав. Можеш и да го исклучиш веќе професорот. Ние, дечки, јас и професорот се гледаме моментално преку Zoom платформата. Јас не го гледам моментално овде Instagram и немам таа дистракција да гледам колку коментари доаѓаат, колку гледаност има, бидејќи тоа ти го одзема погледот. Го имам на страна уклучено Facebook и погледнувам од време на време, но главно се концентрирав на разговорот преку Zoom, се гледавме тука со професорот. Така да, фала ви многу, дечки, за вниманието. Беше интересно. Ја имав уште многу работи кај што сакав да го водам разговорот, но ќе траеше над 2-2,5 часа. Бевме договорени 1 час и му иседивме на професорот уште половина час. Еве, уште еднаш ќе повторам и апел до сите други политичари, без разлика од националност или од политичка партија. Мојот канал е отворен за конструктивни разговори од секоја страна. Денеска видовме перспективата на господинот Апасиев, утре би сакале да видиме и другата перспектива. Секој кандидат за капетан на бродот треба да ни каже кај не гледа дека сме сега и кај сака да не носи. Тоа е нешто, мислам, дека што е во оваа ера на социјални мрежи лесно изводливо. Така да, дечки, уште еднаш фала ви многу на вниманието. Јас сега ќе проверам после со Тончка објавиме, па ќе видам, ќе ми кажете какви реакции има.
Тонч, можеш да пишуваш одјавна шпица, да пушташ одјавна шпица. Дечки, фала ви.